Последна информација која пристигна: во престрелка во Скопско Моране има повредени лица. Даниел Василев е пред градската хируршка болница. Даниел, кои се информациите, за што се работи? Цаци, оскудни се информациите кои што ги имам во овој момент од институциите. Она што барем во овој момент го знаме дека едно лице на возраст од 30 години е повредено во престрелка која што некаде околу 15 часот се случила во скопското село Моране. Некаде околу 15 часот и 20 минути ова лице било донесено тука во старата градска болница за да му се укаже здравствена помош и практично пријавата во Министерството за внатрешни работи дошло токму од болницата. Според оние информации кои што ги имам, лицето во моментот се наоѓа во операциона сала каде што лекарите вршат операција, меѓутоа тоа е надвор од животна опасност. Според неофицијалните информации кои што ги имам во овој момент, на оваа престрелка и предходела и бркотница со неколку возила низ градот, меѓутоа за сега немаме никакви официјални информации ниту од Министерството за внатрешни работи, ниту од основното јавно обвинителство. Од МВР само ја потврдија информацијата и велат дека увидни екипи се веќе упатени на лице место за да направат увид. Имаме изјава од портпаролот на старата градска болница за деталите за здравствената состојба на 30 годишникот. Во продолжение предлагам да ја погледнеме. Во 15:20 часот во нашата установа е донесено лице со повреда од огнестрелно оружје во глутеалната регија, значи во задникот. Лицето е примено во нашата установа, ќе се направи дополнителна проценка дали ќе има потреба од оперативен третман. Дали лицето се наоѓа во живото загрозувачка состојба? Во моментов не. Даниел, дали има информација дали оние кои пукале се приведени? Цаци, за сега немам таква информација. Според она што досега го дознав, и јавното обвинителство се уште чека да биде известено од Министерството за внатрешни работи. Предпоставувам дека во поглед на евентуални приведувања информации ќе треба да чекаме во текот на денот. Даниел Василев, ти благодарам, ќе имаме детали во Централниот дневник.